почитуван градоначалник на општина Карпош, почитувана директорке, вработени во градинката, почитувани медиуми. Сите ние како граѓани на светот имаме одговорност да се грижиме за здрава животна средина. Грижата за животната средина е високо на агендата на владата на Република Северна Македонија. Министерството за труд и социјална политика има два пристапи. Прво, при градењето на установите за сместување на деца од претшколска возраст ги градиме согласно принципите на енергетска ефикасност, и вториот пристап, учење, воспитување на најмладите како треба да постапуваат со животната средина. Свесни сме дека друга алтернатива освен планетата Земја немаме. Во изминатиот период, со изградбата на 10 градинки за 6 месеци од кога дојдовме на власт, сите градинки го исполнуваат принципот на енергетска ефикасност. Тоа значи дека се почитуваат принципите за најсовремените европски стандарди во поставувањето како на хидроизолација, така на термоизолација, при ставањето на столаријата, на ПВЦ прозорците, меѓутоа исто така и користењето на енергенси кои што не ја загадуваат животната средина, а кои што ги користиме за затоплување на градинките. Користиме обновливи извори на енергија, како што е примерот на хибридните соларни колектори кои што денес ги видовме во градинката Јасмин во склоп на градинката Мајски цвет во Карпош. Меѓутоа, како Министерство за труд и социјална политика правиме гасификација на градинките затоа што гасот како енергенс не ја загадува животната средина. Сакам да споделам со вас дека користиме и алтернативни извори на затоплување на градинките, како што е агроотпадот, како нов вид на енергенс кој што се користи во детската градинка во општина Новаци во Пелагонискиот регион. Продолжуваме и понатаму. Меѓутоа, како што споменав, грижата за воспитување на најмладите, дека треба одговорно да се однесуваат кон животната средина, покажана и преку примерот на оваа градина која што е направена во градинката за да можат децата преку игра, преку забава, анимација да учат колку е важно да ја сочуваме здравата животна средина. Ви благодарам.